добре ни дојдовте во новата епизода на Диетално максимално. Денеска сме во еден поинаков амбиент и тоа во убавиот панорамскиот автобус на ЈСП Скопје. Голема благодарност до ЈСП Скопје кој што ни го возможи овој луксус денеска кој што го имаме. Женски, кога последен пат сте се возеле во автобус, тоа ќе го дискутираме после. Имам едно изненадување за вас и изненадување за нашиот гостин во емисијава. Она дама која што ја сретнувате во Синерџи и чија песна е "Мене не ми требаш, не, ако не ми дадеш се". Да, не знам да пеам нормално, ама е Дани. Инаку Еми е таа која што редовно ја вежба во Синерџи Дани. И прави ми изненадување, Дани знае дека имаме договорено интервју со неа, но не знае дека сме цела екипа на Диетално максимално. И не очекува дека ќе треба со автобус да ја собереме, затоа што ја се кажам дека ќе ја собереме со кола, за да одиме на некоја локација да снимаме. И сега можеме да одиме да видиме како ќе реагира Дани. Иване, те замолувам да ја најдеш мене не ми треба, како ше срца 2. И сме расположени да пееме, така? Ќе ја пречекаме со музика? Ајде. Добро. Мајсторе, може да почнеш да возиш? И да начекаме Ивана. Може да отвориме и врата? Да ја пречекаме Дани. Не, ако не ми дадеш се, цело срце за мене, а ти немаш срца, мене не ми требаш ти, ако со неа си би, со неа продолжи. Дани! Здраво! Добре ни дојде! Ивана, ќе пуштиш пак? Леле, ама сте убави па дотерани, па направени. Ај, ти си напушани, осладени! Може, Журка! Требаш ли? Која тој ќе ја сакаш од мене, нема да. Ако не ми дадеш се, цело срце за мене, а ти немаш срца, мене не ми требаш ти, ако со неа си би, со неа продолжи. Не ми требаш ти, ако со неа си би, со неа продолжи. Иде уште, доста. Не, јас се шивеам за други. И црно на бело. Дани, добре не дојде. Добро најдо. А, кажи како причек? Па не само причек и заседа. Заседа. Ама добре, Нашите женски на Диетално максимално ги знаеш. Прво Ива... Сите ги знам, коуч. Да, коуч, да, точно. Без коуч. Без неа ништо не правиме. Бети ја знаеш, Марија ја знаеш, Вики ја знаеш, Светле ја знаеш, Ивана ја знаеш, Јана ги знаем. Ги знам да во ти кажам, сите не ги знаеш. знам во мајца, ги знам испутени. Без мейкап. Секако ги знам. Да, во сите можни изданија, така? Да. Нас ние навистина посебно задоволство што се ни гостинка. Ти направивме убаво изненадување, ни ти кажав дека ќе бидеме нели сите тука цела екипа. Те излажав дека ќе имаме едно интервју. Не ви е порфа. Ама сега ти направим изненадување. Фала ви многу, баш убаво, пријатно ми изненадивте на овој дошт. Ќе се седнеме бидејќи се возиме Да со се панорамскиот седнем, автобус, да да се се направиме еден разговор, може? Може, Ајде. така е. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба.
Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Дани се сместивме во катниот панорамски автобус. Кажи ми кога последен пат се бутала со автобус? Па може би беше средно, иако не е баш за похвалба, ама многу одамна беше, да. Па добро. Да. Во средношколските динови, нели притажно? Да, во средношкола така. исклучиво одевме со автобус, така да. Ќе почекам уште малку до пенсионерските динови, пошто тоа е тоа. Изгледа така и до тоа, да. Дани, кажи ми каква е дружбата со диетално максимално? Па преубава. Да, Да не лажам, а? Значи не се нормални. Значи не се нормални. Ако на позитивно се разбира. Ние си вежбаме заедно. Кои динови како се гледате, им влегуваш на вежбање? Им влегувам, правите? да, вообичаено јас сум таа што е непослушна кога термини се во прашање. Моја емче ќе ми прости и знам да им влезам во термини кај нив, пошто вообичаено и тоа време ми одговара. И супер ми е, некако се навикнавме едни на други. Веќе ги знам која може, која не може, на која се слушува, која здобулува стомак на одредена вежба. Све научив. Јас сум позадински играч, си вежбам друго, они си вежбаат друго, ама функционираме супер и нема ништо поубаво од тоа да се вежба заедно. Ето тоа. Јас кога ги прашав кои би сакале од популарниве музички имиња од нашава естрада за да бидат гости во диетално максимално. И првиот човек кој што го побара. И да ти кажам, затоа и со тебе вака ова дружење го започнуваме со нив од јавните личности. И навистина ми беше кеф затоа што прво ја и се знаеме, колку што се знаеме, многу. И второ затоа што женски ванака многу позитивни коментари дава за тебе. Супер, баш ми е драго. И познавајќи твојата енергија, знам каква е Дани кога секаде каде што ќе влезе, секаде каде што ќе се појави да вежба. Име како вежбача Дани. Дали е дисциплинирана? Осам термините што не ги почитувам, ја разбирам затоа што тука сум. Оправдано е тоа, зашто понекогаш знаеме закасни или да не дојде на тој тренинг, бидејќи знаеме каква кариера стои позади Дани и каква иследува во иднина. Дисциплинирана, мислам дека можам да кажам дека нема утка, пошто Дани е вежбач, на Дани не е прв пат, за разлика од драгите лавици, Дани многу одамна вежба, правеше некоја стагнација, но сега како викаме последниот воз го паќаме заедно, не сме многу ни стари ни млади, ама заедно се бориме да се вратиме на оние млади години. Дека вежбите ги прави коректно и дека нема застан, дава се оцена. Која вежба ти е најтешка со неја, Дани, ама најскора? Бърпис, човече, бърпис, не можам, тие ми се толку тешки и одвратни, ама се трудам некако да ги засекам. Иако сега знам дека звучи сега ќе се фалиме, ово она, знам дека не е баш, мислам, звучи како клише, ама реално
Болji тренер од Емче, ја у животот немам видено се слагате, така? Точно, така е. Знае да биде доволно строга и доволно попуслива, токму онолку колку што вистински треба. Мислам дека тука и психијатарот игра некоја улога у незе и да мотивира се разбира, да. Така да таман си, не можеш да ја излажеш, приметува се по тикови на очи. Не знам како приметува. Нема лажење, нема превари. Тоа е што е на крајот од денот. Он има една многу добра девиза која ја запамтив од незе, а тоа е вежбаш за себе, не за мене. И нема ништо подобро од тоа кој ќе ти влезе у глава и што знаеш дека реално е така, знаеш што збори. Колку пати досега си откажала термин? Неколку. Гледаш, ова е Да кажам јас. Па имам повеќе пати прескокната. Ама оправдани, ајде. Да, и секогаш било оправдано. Никогаш не сум прескокнала поради мрза или поради несакање. Едноставно имало зошто. А инаку редовно не доаѓам точно на термин, на дадениот термин. И уште едно дополнително прашање, поврзано со вежбањето. Тука е секако и режимот на исхрана. Или начинот на исхранување. Колку пати досега Дани држала диети, какви диети држала, или нема жена која што не била на некаков режим, особено нели кога си јавна личност, постојано ништо се минува, се внимава што се јаде, колку се јаде, како се јаде. Особено зборено тоа внутрите спирки, патувањата, сето тоа се дополнителен терет во професијата. Да, посебно професијата, мислам во овие 27 години веќе, ми има направено да се уште имам борби со тој режим, тој здрав начин исхрана, посебно ова што спомна со ноќните настапи, се уште ми прави тоа проблем. Меѓутоа во текот на животот да, сум била на 101 диета, што намерно, што понекогаш и ненамерни диети во поглед на тоа колку обврски работа сум имала во моментот. Меѓутоа, диета не препорачувам, реално денес на овие години мислам дека таа диета е, мислам она диета строг режим некако не ми одговара. Повеќе сум за балансирана исхрана и за здрав начин на живот. Како го започнуваш денот? Кои се твоите ритуали? Што најчесто применуваш во топла вода со лимон, леле, отров. Не, кажи дека прво ја читаш мојата порака, па после све друго. Да, се будам, редовно имам порака од Емче. Доаѓаш на тренинг, како ме викаш? Леди, мадам. Да се знаеме што е, прашањето, да. Да знае дали ќе дојдам на дадениот термин или не. Топла вода со лимон, тоа ми е нешто што ми е со години навика. Не кафе прво, топла вода со лимон е прво. Кафе не пијам. Не сум некој кафе пијач. Бев порано, сега веќе не. Која песна пееш кога ќе станеш наутро? Не ми се јавувај повеќе те молам. Аман! Извини да не, тама работа. Не пеам песна. Не пееш. Не, стварно не, уживам во тишина. Ти на поред ја пеам. Мене не ми требаш, не. Најсериозно од којато договорим. Може да ја потребиме со рефренот од мене не требаш. Ај ти да не се придружи. 3 и Мене не ми требаш, не, ако не ми дадеш се, цело срце за мене, а ти немаш срца две. Мене не ми требаш ти, ако со неја си би. Што? Со неја продолжи, да не па. Продолжи остане да, да не па. Силва, не, бегај! Браво! Браво! Дани, кој е твоето најдобро издание до сега? Или кога ќе гледаме слики и кричаме и кога имав, не знам, 18-19 години или за матура или за физичко издание за тоа. Кога си била најзадоволна од твојот изглед, ама најискрено? Па не знам, веројатно пред 5-6 години. Јас мислев ќе кажеш пред една недела. Не, пред 5-6 години ако збориме за
физичко издание без да знаеш на човекот одвнатре што му се случува. Него само вака го гледаш. Како физико си викаш, ова издание е најдоброто од низ. Меѓутоа, јас сепак мислам дека најдоброто издание е она издание кога најдобро се чувствуваш во својата кожа. Тогаш може сум изгледала најдобро, ама можеби не сум била баш најсреќна. А во овој момент сега, секогаш, мислам, во овој момент сега се чувствувам супер. Така да, сега сум најдобра, бе? А така треба, Пак по моје. Да. Дали има некој прашање од вас да ти постави на Дани? Јас имам. Ајде, Вики има да ти постави прашање. Колку години се занимаваш со пеење? Професионална кариера од 99-та, значи тоа се 27 години оваа година. 20. Да, толку. Па се израчунај колку имам, али не мораш на глас. Од Можеш сите овие да песни, кои ти стана најпопуларни? Па има повеќе ве ова Срца 2, мислам дека е една од песните која што ме дефинирала. Иако Црвени дождови, Црно на бело, што до тогаш и така натаму, најдобра преска која ја запеа, не живеам за другите. Има. Јас не живеам за другите. И таа, многу Да. Може Да, да има песна. доста. Има вака песна. Па, Ајде, ти помогнаме. Почнете ни. Пратечи имаш како да ти сака да кажам. пеење, сака да пееме тука Сакам сред да лисиче, сакам да Пред викам. зграда во трене. Идам ја пред града у тренерка, да дремам на бетон и да нему ја мислам. Јас сум на чисто со себе, ти можеш свашта да кажеш, да утре да лаеш, но ја не живеам за другите и никад за никого сум за себе. Апсолутно, браво, Дани. За мене е таа песната. Фала многу. Кој што кажавме, сите песни ги сакаме на Дани. Ки се слушате, нели? Да. Ивана има прашање, вака ме гледа по погледот. Се гледа дека Знаеш дека нешто спрема. Ивана да има прашање. Да. Сите да знаеме Ивана, како... Ти тогаш покутвана со прашање, само тоа да знаеш. Не може да нема. Да, сериозно ќе биде ова. Ајде. Значи, првото е сериозно, второто не. Сите да знаеме како истинен уметник, дека пасијата нели пењето, покрај пењето дали има нешто што Дани ја прави исто среќна како што ја прави пењето, некоја посебна пасија и хоби покрај пењето. Вау, види какво прашање. Сакаш ја да ти одговорам од тоа? Може, Значи, ја би сакала Имче да видам што ќе одговори. Тренирањето за мене. синерџи го скока, бе, друго. Не, тоа не ми е пасија. Ајде ми одговори пред да одговори Тоа она. што мислам јас колку Да, ја познавам да. Дани, фолклорот. Да. Дани е невиден играорец. Тоа е моја неостварена желба. Да, и се уште. Дани Браво. пее попрок, а фолклорот е она што со години го никога. Ајде малку за таа паралела. Да, па тоа ми е од Или што има една детство. српска изрека или во некој од филмовите, се не знам точно, сите ние забавњаци сме народњаци во душа. Некако така доаѓа или више сите ние рукери сме народњаци во душа. Па сите ние по генетика, сите ние го носиме тој етно код затоа што сме родени во оваа земја и не може да се запостави, не може ни да се прескокне. Едноставно постои во нас и треба да се негува. Јас фолклорот го негувам од своји 10 години и еве ден денес се уште сум активна. Во ветераните се разбира во моето друштво. Се уште играм, се уште терам турнеи и не знам се ми исполнува, ми е посебна љубов. Мислам дека имаме многу убав, многу богат фолклор, а се уште не си го знаеме. Од македонските ора, кој е она кое што тебе посебно те исполнува кога си на сцени? Кога веќе го зборуваме за фолклор? Има повеќе, Преспанскиот регион, Преспа ми е една од поубавите игри и потажна и убава, која што носи малце по-тешки чекори, но е преубава и премелодична ода. Тоа треба да се види за да се доживее. Да доживее баш. Кажи ми, кои носи ти биле најавтентични, најинтересни кога ги носиш по себе? Па за странците најубава е повардарија,
бидејќи е шарена и со цветови во глава, со бели марами, со златни повези и така натаму. Меѓутоа, мене ја пак би ја спомнала Преспа, иако е црна, носија, но пак ќе се навратам на тоа значењето, што всушност представува таа носија. Тоа повеќе ми е важно, отколку физички како изгледа и со каков повес е направена. Значи, Поврдарија, Малешевскиот дел исто е преубава носија. Сите се они убави. Твојата професија е поврзана со многу патување. Која земја ти оставила најубав впечаток, а тука и како изгледа, но и од гастрономскиот дел, кога станува збор за исхрана? Па, афричките земји ми оставиле голем впечаток, кога посебно во оној период кога често патував како анти-AIDS амбасадор. Јордан како една од поубавите кралски земји во тој дел, а инаку не знам за храна. Мене нашава храна ми е најубава. Реално. Што најмногу сакаш од нашата храна, Ива, кога? Сега вака те шитаме со прашање нагоре-надолу. Се, јас мислам, да, погледнав наваму топлина, некоја од оваа страна ме обзема. Благо се топам. Што најмногу, не знам, јадам се. Сакам многу манџи, но ретко кога ги спремам, во зависност од слободните денови. Сакам месо, но понекогаш и не сакам месо. Сакам салати, не знам, све јадам. Све што е медитеранска исхрана, ја мислам дека е убаво. Светла, имаш прашање? Каја најде се. Сакав нешто да ја прашам Дани, ама мислам дека веќе одговори. Значи ме беше прашањето дали сака да патува и која е омилена дестинација, меѓутоа веќе тоа праша. И сакам да ја прашам уште едно прашање. Каде го поминува слободното време што го има? И со кого? И колку има? Значи, кога си слободна? Светла е пензионерка, затоа те прашувам. Затоа, за да има што да правиме заедно. Сакам да патувам, да, и кога имам поврзани слободни денови, гледам да патувам. Било каде, патување за мене не значи надвор, мора да е надвор од Македонија, него Македонија има убави, да, местенца. Патувам и поминувам време со своите најблиски. Не знам, тоа е. А моите најблиски се стварно еден мал круг на луѓе, да не кажам два-тројца. Така да, малце сум затворена во тој поглед, да. Марија? Чакај. Тоа на крај. Дани, Да. Ти на крај. пред неколку дена ти понудив една песна, Пијана вистина. Како ти се допадна? Да, ја слушнав уште на тренинг кога бевме, додека Емче ни викаше "Шо правите вие таму за телефонот?" Мене ми се свигаше супер. Супер, може да ја позбудиме. Што јас мислам дека не гледам никој друг во песната освен ти. Ај само да кажете, титали вака се никако во ни кажувате па никои шифри, Дали има детали, не знам, дали ти беше задопадна, да супер, мислам дека треба да Песната ќе се слуша. За каква песна се работи? Кој ја напишал песната? Чива е песната? Не знам. Песната ја напиша Мага Јовановска, значи моја другарка. Добро. Пишува многу, пишува и 3 книги има напишано, значи, али песните што ги пишува се од нејзиниот секојдневен живот. Значи, Супер беше, да, беше една фина балада, колку што се сеќавам, убава балада, не успеав се текстуално да запамтам што е како е, бидејќи бевме на сред тренинг, ама да, супер. јас инспирирана од не јас не живеам за другите, значи, она што ти го пееш, затоа мислев дека таа песна би лежала. Би била соодветна, Да. добро, супер би била Апсолутно. призната некоја Апсолутно. соработка. Ти имаш прашање? Или да го препуштиме прашањето на Ивана, пошто На на Ивана. Ајде бе кажи го слободно. Јана, прашање? Јас сакам сакам да прашам Дани како дете она дали сакаше да пие и дали се учествуваше на некие концерти, нешто, дали сакаше да пие како
Не. Како дете сакав да бидам учителка. Тоа ми беше некоја замисла која што мислев дека многу добро ќе ми оди. И се уште мислам дека би била добра во тој поглед. Сакам деца, меѓутоа повеќе ја сакам педагогијата како некој правец. Музиката се случи спонтано и тоа баш на играорна, кога имаа потреба од некој да попуни време додека се пресоблекуваат играорците, па се најдов ја тука на лице место, каде што тогаш уствари видов дека ми поминува приказната, нешто е окей. Од тука почна да зрее, да речам, таа љубов кон музика. Така. Емче повели за прашање, тука никаде сме при крајот, па затоа ти отстапуваме простор за да поставиш. Иако знам дека Дани ја знаеш така најдобро. Па ја знам Дани најдобро, можеби не најдобро, домашните најдобро ја знаат, па немам нешто посебно што да ја прашам. Единствено кога ќе ме носи, кога ќе ме покани на нејзината следна журка. Тоа по СМС. А Дани е позната по добрите журки во градот. Да, пошо Клауија, чакајте малце, може да се видиме дека ќе отидеме. Дани има задача да ни информираш за следен настап кај ќе бидеш во Скопје, зборувам, затоа што знам дека си постојана низ Македонија. Да ни кажеш и да дојдеме со журкама заедно со тебе. А ќе викавме што сме. Ама не смееме алкохол. Погласот микрофонот ти биде сега. Ама без алкохол, така вика А нас не ни треба алкохол за разкажи. Не, па не, види. Луѓе ќе не построи алкохола По принцип, ама тотално неважен е алкохолот, можеме и со вода. Можеме и со изворска вода да бидеме, значи тука можеме да поминеме да Само води. Битна е добра сапа. Еве сега прво е 13 јуни во Куманово на мотособир. Да, малки Има се така. Па не мора. Значи без јелајки? Без јелајки. Јас имам опрема, моторџиски ќе се облечиме. Ете. Не само реки. Имаме Тоа е само следно. покањени, ние сме подготвени секаде да дојдеме да Тоа е знаеш. следно. Само кажеме на музички план што можеме да очекуваме најново од тебе. Јас да се појавам во спот. Сите они. Балерински аутфит. Па нема да бидеш појак. Па нема, Ќе знам. видиме Знам, јас. јас да облечени. Имам спремно албум кој се уште не е пуштен, не знам зашто, моментов така стои. Ќе биде и тоа сведено, ќе го пуштам, а работам на еден друг проект кој што се вика Best of Live како винилка. Така да полека се во свое време се си кажува кога е правото време за нешто. Со која песна да се одјавиме, вака сите заедно што да отпееме на крај? Што сакате? Свисото тане. Се зезаме! А ја знаете, а? Они на драга таква музика слуша. Начкото у нас, нели? Да. Сите твои слики може не сме слушнала, но Не може, таа е интерес. Ама и сите заедно. Заедно. Ученик. Текстот не чека. Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мир, од глава не излегува. Не излегува и Синерџи! Голем аплауз за Синерџи! Ова дека утре ќе имаш тренинг за тоа. Да бидат Дани ти фини благодарам со за ова убаво дружење, се надевам дека ти бевме забавни. Веќе имам идеја за една твоја следна песна и за еден текст кој што може да биде навистина идеален со целата екипа на Диетално максимално. Вау! И те предложиме во Синерџи ќе се направиме муабетски. Супер! Навистина заедно со нашиот коуч. Ти благодарам за ова прекрасно дружење во Диетално максимално. Мене секогаш ми е драго со овие прекрасни дами позади. Ја ги обожавам и го чекам крајниот исход да го видиме. Нели? Крај да е, но тоа не значи дека е крај, така? Ќе се продолжиме. Додека не почнам да вежбам како Дани што вежба. Нели? Кажи како вежбам. Како вол. Значи Дани на следното снимање во Синерџи ќе те договориме да видиме по Келанки како вишкаш.
Вежба, ми викам. Ми викам. Дали пее додека вежба? Не пее? Добра, ќе го Само пробам во и тоа да сауна знам. кога одмара. Ќе го пробам и тоа. Ти благодарам ви уште многу. еднаш. Фала и на вас. Ви благодарим и на вас што нас следате. Чао, чао.